Дали можете да ни пренесете колку жените кои се во редовите на Министерството за внатрешни работи се еднакви, но уште поважно, дали се чувствуваат еднакви со напредокот на стандардите и законските регулативи? Разговарате ли за овие прашања со нив? Кои се вашите чекори кои ги преземате во оваа насока? Повелете. Благодарам. Почитувана министерке за труд и социјална политика, драга Јована, ваши екселенции, амбасадорки и амбасадори, почитувани пратенички и пратеници, почитувани дами и господа. Со особена чест ја прифатив денешна покана да бидам дел од завршната регионална конференција која што е насловена предизвици со кои се соочуваат жените и девојчињата во регионот на патот кон Европската Унија во организација на Министерството за труд и социјална политика, како дел од караванот за зајакнувањето на ментално и економско на жените, кои комплетна родова благосостојба, гласна и храбра. Пред да се осврнам на темата на овој панел, дозволете ми во своје име и во име на Министерството за внатрешни работи да изразам благодарноста до организаторот за поканата и можноста да бидам дел од овој исклучително важен настан. Улогата што има жената низ годините, низ цивилизациите, полека но сигурно, благодарение на вашата истрајност, вас жените ве позиционира високо во општеството, како моќни креатори на модерното секојдневие, создавачи на поубавата страна на светот. Вашата интуитивност, емпатичност, развиеното чувство на предпазливост и одговорност само дел од уникатните карактеристики кои ја создаваат додадената вредност што имате во работната средина и во целиот општествен живот. Наша задача како креатори на политики е да се залагаме за економска и социјална рамноправност, наспроти конзервативните принципи околу улогата на жената и нејзиното место во општеството или на работното место, да создадеме услови нашите мајки, сопруги и ќерки, за нашите колешки и соработнички, полесно да се справуваат со дискриминацијата, насилството и сиромаштијата. При тоа таа задача бара континуитет во заложбите, постојаност во барањето одговори на новите потреби. Модерните општествени трендови на секоја демократска држава, особено актуелни последниве децении, меѓу другото, јасно укажуваат дека прашањето на родовата еднаквост, која пред се подразбира поинтензивна инклузија на жените во сите сфери од општественото живење, има не само цивилизацијска, туку реална, практична и мерлива вредност за секоја земја. Кога зборуваме за родова еднаквост, станува збор за прашање преку кое едно општество ги ползува сите реални и неспорни капацитети на женската популација, што представува дополнителен аргумент за потребата од правична вклученост на жената како фактор на општествениот напредок. Во тој контекст, тргнувајќи од сето ова, треба да се обсервира и позицијата, улогата и делотворноста на жената во безбедносниот систем, конкретно како што впрочем е фокусирана ова панел дискусија за жената во униформа. Политиките на родова еднаквост, гледано на глобално и национално рамниште, станаат дел од низа нови законски решенија и други правни акти, наметнувајќи се и како примарни вредностни начела во самиот темел на демократскиот развој на општествата. Конкретно низ призмата на родовата еднаквост, вклучително и околу принципот на застапеноста на жената во политичкиот систем на Министерството за внатрешни работи. Направен е објективен и проверлив прогрес. Напредокот на имплементацијата од овој аспект секогаш може и треба да биде подинамичен, особено ако се има предвид дека се креирани сите потребни нормативи и професионални претпоставки. Токму во тој поглед на родовата рамноправност и правичната застапеност, во последниве неколку години многу работи придвиживме во Министерството за внатрешни работи. Од година во година се зголемува бројот на жени кои се на раководни позиции, тоа не само во рамки на Министерството за внатрешни работи, туку и во делот на работењето на Бирото за јавна безбедност. Имаме колешки кои се раководителки на одели, помошници министри, помошници директорки, началнички, командирки на полициски станици или на полициски оделенија. Сега веќе со гордост зборуваме за вклученост на жени во оделот за специјалните полициски операции,
поточно во единицата за брзо распоредување и во единицата за интервентна полиција, специјалната антитерористичка единица Тигар и хеликоптерската единица, што порано не беше случај. Со забрзана динамика ќе продолжиме да ги подобруваме условите еднакво за сите вработени, како што тоа го направивме со новиот колективен договор кој содржи мерки кои, иако не се насочени само на жените, во голем степен придонесуваат за економска самостојност и социјална рамноправност на жените. Впрочем, и во овој денешен настан со регионален карактер, односно дебатите, споделените мислења, искуствата изнесени овде, јасно ја оцртуваат патеката по која треба да се движиме. Тоа е заеднички системско конзистентен пристап, што ќе ја демонстрира нашата решеност за востановување на општество со еднакви можности за сите и уште повеќе, како што неодамна истакнав по сличен ваков повод, ќе ја демонстрира способноста на општеството да наметне објективни, рамноправни критериуми за надпревар на секој негов поединец. Постигнувањето на еднаквоста бара постојаност и упорност од сите нас. Волјата за напредок ја имаме, таа е обострана, исто како и иницијативите отворено да дискутираме на темите за родова еднаквост и недискриминација. Сосема свесни дека општеството се движи напред само со еманципирани, економски силни жени и девојки, ве уверувам дека со заеднички заложби и учество во овие процеси ќе го зајакнеме општеството на еднакви граѓани и граѓанки по сите основи. Како што тоа го направивме во МВР со првиот чекор на оперативно ниво, кога ја поставивме првата командирка на полициска станица во Теарце, жена, албанка, стручна, компетентна, која што се фати во коштец со сите проблеми и успешно се носи на таа функција до денеска, и низа на други жени кои што застанаа на раководни позиции, меѓутоа изголемувањето скоро за 5 до 6% на секој од огласите кои што се однесуваат за обука на униформираните полициски службеници. И во тоа име сакам да се заблагодарам на Министерката за труд и социјална политика, на сите невладени организации, активисти кои што се вклучуваат заедно да ја дигнеме јавната свест за еднаквост во општеството, за заштита и пружање на можност и шанса на секоја жена и на секоја девојка. Затоа што само така Македонија ќе биде поубава од тоа што е денеска. Ви благодарам.